Утрински ринг. Продолжуваме со нашата емисија. Еве, скоро е 8 часот. Во нашето студио дојде нашиот гостин, криминалистот Љубомир Ѓурчевски. Љубомир Ѓурчевски, иначе долги години сте биле вработени во целиот работе. Прво добро утро за слушателите на вашето радио. Да ги поздравам сите. Иначе јас целиот работен век го поминав во Министерството за внатрешни работи, со исклучок на еден период во 80-тите години, кога бев во Сојузот на социјалистичката младина, на платена политичка функција, но тоа да го оставиме малку, да го прескокнеме, во други, иначе не сум толку многу стар како што според вашата реакција, да, но тоа е една друга историја од мојата кариера. Токму во тој период е активен во органите на Сојузот на комунисти во Карпош, Тито Петковски, кој што се тогаш, да, тој беше тогаш извршен секретар. Се надевам не треба со другар да ви се обраќаме. Не, далеко од тоа, затоа што во круговите на Министерството, кои што добро ме познаваат, ме знаат уште од 90-тите години, кој беше најгласноговорник за промена на системот, за кој што јас секогаш кажувам дека можеби требеа големи економски промени во тој систем, затоа што зависевме од некои други ситуации кои што доваѓа од западниот свет економски, и затоа таа држава се најде во ситуација на големи инфлаторни удари, пат на производство и така натака, се со цел да се постигне една друга политичка состојба, но таа политичка состојба која што се постигна, за жал кај нас, ние ги копиравме само негативните состојби. Да, но тоа е друга тема. Тоа е друга тема за некоја друга емисија. Ќе почнеме со она што веќе неколку дена ја тресе македонската јавност. Тоа е убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Вчера се предаде последниот од тројцата убици. Веќе си изнагледавме на различни тези, зошто, како и се случило се. Тоа ќе видиме во истрагата. На крајот од денот не знаеме што претходело, но сепак нели се работи за убиство и тие луѓе треба да одговараат, но прашањето е дали системот погреши на начинот на кој се водеше целата оваа постапка, па и уште до вчера се уште тврдат од Карил дека ракометарот немал видни знаци на насилство. Да тргнеме, да опишеме најконкретно што се случило. Да ја поставиме работата онака како што треба. Значи секогаш во криминалистиката кога се водат истраги, кога се воделе истраги и кога се водат истраги, морате вие да ги видите причинско-последичните појави и форми зошто ни се случи тоа што ни се случи. Оттука се наметнуваат повеќе прашања. Прво, дали институциите некаде погрешија, дали лицата кои што биле должни од лице место на настанот да веднаш да пријават во полиција и да укажат помош на лицето кое што е нападнато, во конкретниот случај се уште зборуваме, значи за евентуално нарушување на јавен ред и мир, не за кривично правен настан, односно за сторено кривично дело, понатака превземањето на сите предистражни и истражни действија кои што се во надлежност на полицијата и на јавното обвинителство. Оттука, јас мислам дека има еден пребрзан и пропуст направен во здравствената институција на Карил, на клиниката, каде што е малку пребрзано со констатација на повреди, односно нешто што фалит збор 2, кој што треба да ја опишат правата состојба. Што сакам да кажам? Значи, полицијата како служба за прв пат за настанот е информирана од здравствената установа, односно од Карил, што е законска обврска според Законот за здравствена заштита. Значи, институциите се секој пат должни меѓу себе да се информираат кога на клиника е донесено лице со видливи повреди, а за видливи повреди се рачунаат и огреботини, ама само на онај дел од телото кој што не е покриен со гардероба. Тоа се раце, тоа се лице. Значи, само вака, да демистифицираме. Ако да речеме, дојдат мајка и татко,
со дете кое што има некоја повреда. Така. Значи дури и за тоа мора да биде известен на полицијата и тие мора да си прашаат случајно да станува збор за семејно наследство и така натаму. Така, каде е повредата настаната, што е повредата настаната, затоа сега ќе се вратиме и на лице местото, затоа што полицијата оди прво во клиника, таму констатира дека е донесено лице во безживо, односно во безсвесна состојба, но се уште не го знаат лице местото на настанот. И да обезбеди траги од лице местото, односно пред дискотеката, во дискотеката и така натаму. Значи тие се најбитните докази во постапката. Затоа што на лице место може да останат разноразни предмети. Да треба крим техника да направи анализа и така натаму. Но Ѓурчевски, само ова да е многу битно. Каде е грешката? Значи на Карил кога го примиле лицето од брза помош, требало веднаш на полицијата да ја го посочат и лице местото од каде брзата помош го подигнала лицето. Во таква состојба во каква што го предаваат во Карил. Исто така Карил они на полицијата, значи тие полицијата нема врска со здравството, не е ни обучена, ниту смеј да дават било какви изјави, зем она што ќе го добијат од лекарите, како информација. Они добиле информација, но скратена, наместо да додадат 3 битни збора во информацијата, дека причините за смртта ќе ги утврдат вештачењето на судска медицина, односно обдукцијата. И тогаш немаше да има ваква забуна, која што сега остават простор сите да се сомневаме дека некој сакал нешто да прикрие. И тука е главниот проблем. Министерството за внатрешни работи излегува со информација дека по телото немало видливи повреди, затоа што така било информирано. Карил упорно се држи до тоа дека немало повреди по телото, а иако биле должни да извршат, значи они и со облекување да го прегледаат телото. Да. Значи биле должни и тука е пропустот. Но затоа веќе во попладневните часови кога завршуваат обдукцијата, односно судско-медицинското вештачење, добиваме точна информација дека господ одете барајте убиство, расветлувајте убиство. Затоа што причините за смртта се од физичко насилство. Господин Ѓурчевски, мислам, точно тука тоа се многу часови, не е. Тоа се многу часови, да, затоа што лицето е донесено на Карил некаде во 03:30 часот, ако сега не ме држете точно до минутите. А обдукцијата некаде се завршуваат во попладневните часови на истата ден. Што на вистина поминуваат некаде од 5-16 на сати, за да дојдеме до состојба каде што имаме каква што имаме. Затоа што јас се сомневам, значи не тврдам дека Министерството за внатрешни работи со оглед дека има погрешна перцепција за случајот дека нема траги на насилство, најверојатно ги нема погледнато ниту камерите од видеонадзорот кој што го има, нема извршено ниту разговор со лицето кое што е починало негде лице, не може ви мора да ги вратите ти они од срце удар да почина, пак треба да вратите. Точно така, обвинителот наредува и во тој случај наредуваат обдукција. Значи, затоа викам, полицијата кога го добиват известувањето од Карил дека има ја да умрам овде и полиција не може едноставно да рече ќе го трансформираме лицето на клиника ќе утврди и кога ќе го известиме јавниот обвинител полицијата дека е донесено лице во безживотна состојба, јавниот обвинител задолжително издават наредба за обдукција. Да не се лажеме, причините за смртта мора да бидат утврдени. Сега Србија има со Зукурлич огромен проблем заради муслиманската традиција дека они ги избегнуваат обдукциите, знаете. И сега сите се сомневаат дека има труење и тоа јавно го зборат сите медиуми, но немаме никаков званичен доказ дека навистина сега треба да се прави ескумација на лешот и така натака, што е постапка уште потешка и уште покомплицирана за разлика. Но она што ја возбуди јавноста е што станува збор за место, фреквентно место, каде што гледавме, излези една снимка, вознемирувачка снимка во медиумите, каде што видовме дека се случува брутално претепување на едно лице. Меѓутоа никој не реагира од околината на една фреквентно место, една фреквентна дискотека посетена и така натаму. И ова дополнително ја возбуди јавноста во смисол во какво општество се претвараме кога вакво нешто се случува. Колку небезбедно и последното. Видете, сегде во Европа има вакви случаи, сегде во светот има. Сегде каде што постојат луѓе, постои и криминал. Прашањето е следно, прашањето е како институциите се справуваат со ваквите појави. Точно тоа. Значи, никој во криминалистичката наука, никој не вика дека
полицијата и државата 100% го расветлујат криминалот, таман работа. Не постои. Тоа не постои, значи ни во светски рамки, ни во на Орвел 1984 може да постои, мада и таму постои криминал. Во најсовремените системи безбедносни нека дојдите. Но многу е битно институциите и државата тој криминал да го контролира, да го имат под контрола. Ме разбирате, за да граѓаните се чувствуваат безбедни. Овде што станува збор? Станува збор дека таа снимка не смееше да се провали во јавност, затоа што таа ќе биде еден од главните докази во истрагата, односно после и на главниот претрес во судот. Ме разбирате? И што? Таа е предмет, пазете, истрагата е тајна. Истрагата е тајна и там мора... Да, но македонската јавност во исто време заслужува да го види тоа. Господине Ѓурчиновски... Не, јавноста ќе го види тоа на судењето. Судењето е јавно. А зошто да не сме да излезе? Истрагата, затоа што може да се влијае. Дозволете, може да се влијае, може да се поништи, може да се уништат тие. Што би се уништил? Сега гледаме сите што се случило. Ја не гледам проблем. Ја не гледам проблем. Се извинувам, но очигледно премногу Сојузот на комунисти на Југославија оставил белег. Не. Во начинот на толкување на она што се нарекува јавен. Друга. Не, дозволете, вие не дослушувате него, вие не дослушувате него одма сакате да ставите некоја етикета. Овој човек е многу далеко. Не. Овој човек е премногу некоја ќе ми чепните таму каде што не треба, значи овој човек е друго е проблемот. Законот за кривична постапка, значи закон, некој го донел тој закон. Истрагата ја озаконил како тајно действие. Добра. Значи не смее да се провалуваат. Ние имавме огромни проблеми и со бомбите кои што ни се објавува пред главниот претрес. Јасно. А главен претрес е во судница. Во судница на главниот претрес тогаш за прв пат јавно се обзнануваат сите докази изведени во постапката. Дури и бранителите во постапката, ова да го знаете, дури и бранителите во постапката кои што имаат право на пристап до сите докази во истрагата, не смеат истите да ги обзнанат. Значи тоа е закон. Него сега вие ми кажувате, сега има мала неова реплика. Да, реплика. Во однос на законот. Да. Доколку ние одевме по закон и доколку ова видео не беше објавено во јавноста, веројатно никогаш немаше да има ниту истрага за ова убиство. Кој тоа ви го тврди? Тоа е стравот. Кој тоа ви го тврди? Јас ви го тврдам тоа следејќи работата на Министерството за внатрешни работи во заташкување на случаи. Ние живееме во држава во која полицајка самата се удри во пајакот. Знаете, не може да имам доверба во институција дека тоа ќе го спроведи дословно и по закон. Проблемот на ова вие што го велите, тоа да, супер, одлично ова што го кажувате вие и така е, но така е на хартија. Во пракса, сите овие процедури се злоупотребуваат за да се заташкаат еден тон случај. Во случајов не беше ни ракометарот, ни луѓето кои го убиле причина за заташкување, причината беа газдите на локалот, кои секој месец носат пари во една владеачка партија во Македонија. Не е спорно. Ова последниот збор не е спорен. Него после ќе го коментираме. Значи, за одговорноста на собственикот на дискотеката кој што работи без лиценца. Тоа ќе го коментираме отпосле. Но, првичната ваш коментар, мене ми личи, смеам да се нашалам. Сме слободни. Ми личи на повикување на анархија, на непочитување на закон. Знаете зошто ова ви го кажува непочитување на закон? Граѓаните во Република Македонија се изјаснија и рекоа дека доверба во системот, особено во судскиот систем, имаат само 8%. Значи тоа е еднакво на минус 100-0. Па зашто тогаш да не верувам? Не, дозволете. Кој да ја доверба, дека ќе ми го спроведат? Не, дозволете. Ние овде треба на граѓаните да им појасниме и да им објасниме дека ние мора да градиме доверба во законите. Не во институциите треба да ги реформираме согласно потребата на законите. Не ги спроведуваат, односно ги толкуваат онака како што сака. Ние овде затоа ќе зборуваме за еден куп криминал сторен од владини владини функционери на највисоко државно ниво,
На највисоко, кои што не ги почитуваат законите. Зато ние го добивме, ако сакате да се вратам и Преспанскиот договор, ние имаме, значи, пазете, имаме решение на Државната изборна комисија кое што јасно и гласно вика дека референдумот е неуспешен и тука требаше се да заврши. Крај. Не некој со насилие да менјават устав. Но тоа е проблем некој друг кој што Чекај, само да се вратиме на ова, значи околу ова. Значи зборуваме за постапка. За постапка, точно, за закон. И сега, знаеш, тука имавме судирна твоето гледиште како новинар и гледиштето на криминалист. Криминалистот се плаши што ќе биде ако обвинителот, ако некој му ја обори снимкава на обвинителот на суд и не може да ја користи. Случајов му е веќе килов. Твоето како новинар гледиште, ако јас ова не го објавам, тогаш некој ќе сака таму да заскрие. Ме разбираш? Значи, на иста страна сме, не сме на различни. Но во многу пати во историјата го направиле токму ова. Се согласувам. И токму затоа ја на пример имам политика, се што ќе ми дадат. Независно од истрага било, нелегално било, легално било, вакво било, такво било. Доколку во него има јавен интерес е вршење на кривично дело, јас го објавувам и никој жив, особено што еден тон меѓународни конвенции ме штита. Сега во понеделник ја ќе идам во обвинителство, знаете ли зашто? Затоа што на денот на изборите 2019 кога беа парламентарни, веќе не сеќам, сме објавиле дека лицето тоа и тоа води дели подкуп во Ново село, мислам, беше. Сега, во истове од МВР ни поднесуваат кривична пријава затоа што они воделе истрага за тоа лице дека дели подкуп. И ние кога сме објавиле, него сме го предупредиле и он престанал да го прави кривичното дело. Значи мене сега МВР ќе ме тужи, мене ќе ме судат затоа што сум спречил кривично дело. Така. Тоа е ноторна глупост. Пазете, ние дозволете, кога викаме ноторна глупост, значи во постапките и злоупотребата на власта, на законите, во насока на сторување на кривични дела, значи класична злоупотреба на службена положба од позиција на власт. Во конкретен случај што вие го кажувате. Сега јас по однос на јавноста. Кога некој требаше да одговарат за тоа што некој изнесе податок во јавноста, господинот Томислав Кежаровски, нели за случајот Кежаровски, тогаш требаше да одговараат за тие кои што доверливите документи ги направиле достапни, а не смееле да го направат. Тоа биле суди, обвинители, инспектори, а не новинарот кој што јас објавив исто документот УБК, сега сум на суд. Суштината е, не може јас да оддадам државна тајна кога јас немам сертификат и пристап до државна тајна. Точно тоа. Јас сум поседувал сертификат, кој што ми е истечен, го имам уште како форма, значи сум имал и тоа до највисоко ниво, сертификат, но јас сум можел да го сторам тоа кривично дело одавање на државна тајна. Ме разбирате? А не новинар на кој што јас сум му одал. И затоа, кај господинот Кежаровски зборувавме за типично монтиран полициски случај. Полициско-судски. Иста ситуација, ова што вие кажувате. Вие, како јавност, попречувате вршење на кривично дело, што е основна задача според ЗКП. Викаме, овластувања на полицијата и на јавниот обвинител се да прво викаме да попречат, а потоа да откриваат и да процесуираат кривични дела. Значи тоа законот го викат, не го викат Ѓурчевски. Така. Значи законодавецот тоа го и сега да се вратиме на убиството. И сега пазете, што се случува? Значи ние, зато реков на почетокот, што реков? Причинско, последичните појави и форми кои што довеле да се случи тоа дело што се случи. Јасно. Значи викаме, полицијата и јавниот обвинител се должни прво тоа да го утврдат. Но најголемата одговорност во тој случај ќе треба да се врати кај собственикот на дискотеката и евентуално ако внатре имало обезбедување кои што биле должни веднаш да попречат внатре во објектот било какво нарушување, макар и со викање на висок тон. А зошто тоа? Тоа воопшто никој досега не сака да го прокоментира. А знаете зошто? Можеби има позадина ова што го спомна господинот Златев, дека собственикот на дискотеката спротивно на закон врши дејност, иако има забрана за вршење на таа дејност, нели локалот нема лиценца, тој користејќи ги сите овие слабости на системот за кој што ќе разговараме, значи генерално за системот, каде што организираниот криминални цвета со подкуп
си обавува дењос, терат работата, ништо не превземаат, лицава надвор пред дискотеката се однесуваат како да гледаат борба, оние МММ борци нешто, знаете, во Кафес. Во Кафес и они сега гледаат ово, наместо човечката, морална човечка обврска, да му се укаже помош на лицето или веднаш да се повикат полиција да излезит на лице место. Значи, од ваше искуство, предпоставам дека за жал сте имали порано вакви случаи. Оваа коруптивна дејност која што ја гледаме, собственици на дискотека, близина со владеачките партии, се игнорираат судски пресуди, законски пресуди. Ја не знам воопшто, меѓу другото, вие сте работели таму, полицијата предпоставам знае дека издадена забрана. Ама видете, Државниот пазарен инспекторат, јасно, кој што го издал решението, тој е должен, значи органите, затоа викаме, меѓу себе да соработуваат и да се известуваат. Да. Затоа тоа законот за државните органи на управата, тоа е стриктно предвидено во закон. Моментот кога Државниот пазарен инспекторат ќе изречи забрана за вршење на дејност во одреден период, нека и 15 дена и 30 дена и така натака, тој е должен да ги извести полицијата, затоа што 24 часовно покривање на теренот има само полицијата, да не се лажиме, ниту една друга инспекција. И во тој случај, нели ние викаме, затоа викаме она што ја изгубивме превентивната улога во безбедноста во држава, и затоа се чувствуваме сите небезбедни и така натака, затоа што до таа мера го исполитизиравме институциите, значи до мера на вулгаризација, до таму се отиде со таа политизација, за да денеска немаме можност да зборуваме за примена на закон. Значи, да вулгаризирам и јас. Ајде. Значи, има забрана, полицијата знае дека има забрана, некој се јавил со телефон, му рекол него забрана. Не го чепкајте, оставете. Значи, тоа се случува. Тоа се случува во системот наш, во државата. Каде живееме, Љупчо? Не, јас знам дека овде живееме. Значи, не мислам се стварно. Луѓе, очигледно е дека најголем и на крај човек гине и ние се сепнуваме. Најголем сојузник на организираниот криминал во Македонија е Министерството за внатрешни работи. Јас тоа отворено го тврдам. Ја би рекол политиката, не полицијата. Владата. Извини, не е така. Не е само владата. Владата е врвот. Најголемиот криминал е од владата, но корупцијата на полициските службеници со ретки исклучоци. Се извинувам, Боцевски. Еден началник, не знам, било каде, во било која општина, во Кисела вода, во Бутел, било каде, има плата, некој ќе стигне со ноќни, со тие работи, нешто под 1000 евра. Во право сум? Во право сте тука, со платата сте во право. Како сите имаат убави коли, сите имаат куки, како сите имаат бизнеси на страна, ја не познавам Джандар, или има перална, или држи кафеч, или и така натаму. Значи сакам да ви кажам, тоа во моје време го немаш. Јас немам ниту куќи, немам ниту ова, живеам во стан од 50 квадрати. Затоа седите овде и разговарате со нас. Не, затоа со чист образ ги гледам сите и отворено зборувам. Ајде отворено да разговараме. Ајде да разговараме. Колку од вашите колеги од ваше време се како вас денес? Видете, има огромен број и сега има огромен број. И јас сум убеден повеќе да дека во Министерството за внатрешни работи се честни, професионални и си ја вршат, односно сакаат да си ја вршат работата максимално професионално. Тоа важи за и за другите институции, и за царина, и за здравство и така. Но каков е бројот на оние корумпирани? Влијанието на политиката, на политичките партии и носењето на раководни позиции во последниве години на некомпетентни кадри и кадри за кој што е основно да е припадник на политичката партија и по можност да е максимално корумпиран за да носи пари, тој ги угушува сите прогресивни, односно честни државни функционери. А кој го штити политиката? Го штити Значи политиката е корозијата, не е полицијата. Дозволете, сега ќе се вратам на еден случај, само малку ќе го искоментирам. Ова што вчера ни се случи на граничен премин Блац. Само ќе го искоментирам во оваа насока. Пазете, тамо имаме снимка направена од медиум. Од новинари. Од медиум. Таа снимка, со оглед дека не е обезбедена согласно
Ама тоа треба да се смени законот. Дозволете, точно тоа, точно на тоа алудирам. Со оглед дека не е обезбедена согласно закон, јас ви тврдам дека под влијание на политикава, која што го донела, тој е таму раководител на смена, не е началник, тоа е началник, е огромна функција. Значи раководителот на смена која што го донела политиката, ја се сомневаме во како се стекнали со соодветно образование за да биде поставена таа функција, но тоа е друго 2,5, го тргаме на страна како даде песа на Заевче. Тоа е друго. Така. Да, тоа е диплома. Тоа е диплома. Во Македонија тоа е диплома. И сега пазете што ни се случи од нас. Можно е ова што вие сега го кажувате. Заради несоодветно обезбеден доказ во кривичната во предистрагата, тој доказ да падне во суд, да го срушат адвокатите затоа што е обезбеден спротивно на закон. Јасно. Ме разбирате? И полицаецот, односно раководителот на смена да биде ослободен од кривична одговорност, што ќе биде најголема вулгаризација на системот. Ова што Љупчо го кажува, ова што господинот Златев го кажува. Но еве се пак ќе се вратиме на корумпираноста на системот. Јас сум најобичен новинар со скромна платичка, имам скромен автомобил, живеам у мал стан. И јас можам да седнам и на било кој инспектор у Скопје да ми ги кажам топ 10 најголеми дилери во градот, пошто ги знам, ги слушам за нив. И уште не ми е јасно како тие луѓе со години и години функционираат, никој не ги уапсил до сега. Како не успеали кога сите го знаеме тоа, сите го гледаме тоа, никој не работи, значи ни потекло, ни ништо, не, буквално кај и да чепнете, вие ќе го откриете криминалот кај тој човек. И 10 години тие луѓе се шетаат слободно и не само што се шетаат слободно, тие луѓе се елита во нашето општество. Ако сакавне, значи ако имавме намера да правиме честна држава, моментот кога странска пријателска служба во делот на борбата против наркотици интервенираше во Република Македонија и направи апсење на командирот од СВР Прилеп, за Деја зборуваме, на командирот од Прилеп, министерот за внатрешни работи, како лице, не како лице, како институција посочена дека таа странска пријателска служба нема доверба во таа институција, требаше веднаш да си подноси оставка. Апсолутно. Знаете што е тоа навреда за она што вие го рековте? Значи, тотално вие немате држава, вие живеете во камено доба. Ај само да живееме во камено доба. Ја познавам луѓе кои, убиците, луѓето кои се сомничат дека го нарачале убиството на оној младичот Јанушев, кој исто ја потресе јавноста во аеродром, стои на слобода, нек ни ја идам на суд, он иде на суд, нешто се само друго. Збориме за убици луѓе. Ајде да се вратам за една работа сега, добро, кога имаме затоа што зборувавме пред малце за децата, за општеството. Тука Љупчо излезе со една теза пред некој ден, која што мене ме фрапираше. Тој вели дека наводно Македонија станала кокаински рај во изминативе неколку години, да посочиме под 2017 година, може да се види што се случи 2017 година. Имаме вакви сознанија, затоа што претпоставам дека до вас стигнуваат. Видете, не само што стигнуваат. Јас пред едно 3 месеци имав едно поголемо интервју за Радио Слободна Европа. Во тоа интервју точно ги посочи сите канали и ги отвори сите прашања по однос на наркоманијата и ова што во Република Македонија се претвори во мексички картел. Значи до таму е отидена. Мексички картел. Веднаш после тоа исто каже Љупчо наводно дека имала повеќе операции во Македонија отколку во Колумбија, па можно ли е тоа? Да, дури ако сакаме да статистички. Значи пазете. Веднаш после тоа мое интервју, ако се сеќавате, се направи една интервенција на полицијата во Грчец, каде што резултираше со затварање на една продавница. Продавница? Немале фискал. Грана. А дилерите знаеат се и си беа излезени од таму, не најдоа ништо. Пазете. Дилерите знаеат за акцијата, луѓе. Значи, верували или не? Значи, нив не има некој лоу левел таму службеник избор, се извинувам. Нив му е
Врвот или Вилма Русковски или тој што ја замени. Така. Или началникот на организиран криминал. Нема време. Не, во МВР, пошто обвинителство ја води акцијата. МВР оперативните податоци се дојдени од МВР. Значи началникот на одделот за организиран криминал. Или заменикот него. Која што е висока, една од највисоките. Имаме четворица осомничени кои им ги дал информациите на дилери. Вилма Русковска дури тогаш излезе со податок дека некој ја провалил акцијата. Да. Пред 5 дена имаме исто акција на подрачје на општина Сарај, вклучително нели и Радуша, целиот тој дел, значи Грчет, Сарај, Кондово и така натака. Значи каде што резултатот од таа акција вие да покрените толку полиција да направите 100.000 евра трошак за гориво, за ова, за она, за све, а да од таде се вратите со 2 кг марихуана, тоа е еднакво на 100 нули. Не е на минус нули, но на 100 нули. Значи тоа е катастрофа и после тоа више ништо во јавност не се објави, ниту резултати од таа акција, ниту приведени лица дали има, ништо, нула. Крај. Тоа е само она, значи шминка. Едноставно сакаме да кажеме дека еве ние нешто работиме, де факто ние ништо не работиме. Сега да се вратиме на ова што рековме дали Македонија се претварат во картел. Значи јас во тоа интервју точно кажувам за врските на подрачје Грчет, Сарај, град Скопје, аеродром. Втората голема група Чаира, Рачиново, Куманово, аеродром. Значи и македонскиот дел. Значи тоа е еден пазар од некаде 600-700.000 жители. Скопје, значи платежно најмоќен веројатно. И платежно најмоќен, а тука ќе се вратам и ќе кажам некои работи по однос на тоа и на бројот на регистраните наркомани. И третиот голем канал ни е Охрид, Битола, Струмица. Значи вклучително целото повардарење, каде што имаме огромно производство на марихуана. Значи има 3 наркоканали. Да, наркоканали. Добро, сега пак имаме едно мало идеолошко несогласување, се извинувам. Ајде пак комунизм. Не зборуваме за комунизм. Тито. Кешки да беше комунизам барем, можеби ќе бевме по опресија. Повеќе слободи и права. Да, во многу наврати претерувам и јас за да бидеме атрактивни, но суштината е следна. Ја малку нема да се согласам во еден друг дел, а тоа е дека рекреативната употреба за марихуана, според мене, но и според современата наука, не може да биде квалификувана како наркоманија. Сега, она што го зборуваме во моментов е квалификувано. Јас за Радио Слободна Европа вака кажувам. Она што е производство за медицинска употреба, ја секогаш ќе го поддржам. Но тоа треба да е строго контролирано. Тука доаѓаме до една, не знам дали знаете, на луѓето, имам пријатели кои конзумираат редовно марихуана, не сум обожавател многу на таа работа, но имам луѓе и не ги судам. Марихуана и сега за жал тие луѓе само на црн пазар може да стигнат до марихуаната. И знаете ли дека во Скопје имаше сленг за еден вид на трева која ја вика заевка. И ја викам, зошто е заевка? Си верувајте. И ја ги прашувам, зошто е велам ова заевка? И вика, ради тоа што ова е вика произведено во тие што многу е поквалитетна вика од оваа на црн пазар. Валандовската. Да. Чека, тоа доаѓа во... Оние ќе ги краде, да, Валандовската е најквалитетна. Она што ја краде од магазините, ако ви текна. Сега ќе ви објаснам. И сега викам, и добро, по што ја познавате дека оваа не е? Па види, вика, оваа што не е произведено од фабрика, вика, квалитетот им е многу помал. Пошто е направена негде у нива, у природа натаму. Ова е направено у лабораторија како што треба. Како што треба со сите можни протоколи. Ако видиш дека некој вака ти тропа глупости, треба да му кажеш ти од заевкава да не си. Сега знаеш ли што е најсимптоматично во се ова, Ивица? Најсимптоматично во се ова е дека ти таа трговија нелегална која произлегува од овие фабрики за медицинска марихуана, можеш наједноставно статистички да ја докажеш. А тоа е колку се произведува марихуана, официјален податок, и колку масло се произведува, колку се извезува. Што и правите вие на останата? Викаат, они ја палеле, ја гореле, било некој... како не, зато Валандов дело мирисат и Струмица. Значи, кај нас, овие за медицинска
Марихуана, но единственото чаре за ова е легализација рекреативно и нема више. Да се вратиме. Не, она што мене само вие ги спомнавте вие три канали. Да. И се спомнавме и се е врзано на ними во држава. Ја, ама еве да стекнеме впечаток, нели на крај мора се да претвориме во пари. Во така е. Значи станува збор за и црниот пазар е пазар. Пазар, така. Проценти. Сива економија. А вие сте долго време во кривичното разузнавање. Криминалистичко, пардон. За која претпоставам дека немаме прецизна сума, меѓутоа каде се движиме? Еве вака. Колкава е тежината на тој феномен? И други експерти, професори на факултетите за безбедност, односно детективи и така натака, факултетот за криминалистика, излегува со податоци кои што исто и јас ги знам, дека Република Македонија некаде има околу 18.000 регистрирани. Значи, кои што ги знаете, здравството и полицијата и така, 18.000 наркомани, зависници, кои што денеска мора да примат една доза, иначе ќе ги собираме по улица како лопати, со лопати. Јасно. Но, во криминалистиката, секогаш таа бројка ја множиме пута 3, тоа е темната бројка на криминалот, нели? Научно да кажеме. Не, јасно. И тоа доваѓаме до една бројка од 50.000 лица кои што денеска треба да примат доза. И ако дневната доза, во принцип земиме дека е некаде околу 1 грам, доваѓаме дека на Република Македонија дневно и требаат околу 50 килограми разна дрога. Вклучително и синтетички дроги. И ако тоа го помножиме пута 20.000 евра, нели го просек за хероинот, доваѓаме до една цифра од 1 милион евра дневен промет. Значи исто како во само хероин. Не, вкупно, приближно, до 1 милион. И ако земите тоа, и тоа ти е исто како... Значи годишно околу 400 милиони евра е горе-доле. Јас мислам дека оваа бројка е дури ниска. Не, ние разговараме пак злато. За легално евра е 400. Еве може да прави. Кога последен пат си искочил ноќен клуб у Скопје? Одамна се јас. Значи ти јас искачам стално. Еве јас искачам стално и се смеам на младиве. Знаете зошто? Човек 70-тите години чекаат у тоалет за да шмркаат кокаин. Наискрено ти кажувам. Јас го гледам тоа, се ние може да глумиме Финокија сега овде и да зборуваме вака или така. Ред се чека за шмркање у тоалет. Зато ти го препорачав тоа интервју, мојот интервју за Радио Слободна Европа. И тоа веќе прифатливо, дури си дека о мене си селјачиште. Ако не се дрогираш, не сериозно. Јас тоа го зборував уште во 2014 година за Телма на Код со Миомир Серафимовиќ, премавме емисија 2014 или 2015 година, каде што кажував дека денеска во кафичите, било да е тоа на Кеј, било да е тоа во Аеродром, било да е тоа во Чаир, било да е тоа во Тетово, во Охрид и било каде, како што порачувате кафе еспресо, така можете да си порачате и джоинт. Значи тоа не е од сега, но после 2017 година тоа зема толку огромен замав, она што јас цело време се трудам да го докажам и да го зборувам. Држава која што не го контролират криминалот, зборуваме за распадната држава. Ама тоа е значи насока да не се контролира, тоа не е. Тоа не може да биде да не е насока на големиот наркобос премиер ти беше допред некој. Не знам како да ти објаснам. Пази, во наше време кога јас бев помошник директор за криминалистичка полиција, значи една од највисоките функции одма после директорот, после министерот во Министерството за внатрешни работи, пред да појдам после акцијата Пепел во Куманово. Значи во наше време ние го контролиравме тоа. И во наше време не можеше во дискотеките да се зборува дека се чекаат ред во веце кој да шмркне линија. Не разбирате? Значи зборувам до 2012 кога јас излегов на пензија. После 2015 година, веќе кога се виде дека во Република Македонија нешто крупно ќе се случуваат на политичка сцена со сите овие изнудени состојби за преспански договор за ова за она, ние дојдовме во ситуација да ни се распадне кривично правниот систем. И затоа дојдовме денеска да зборуваме. Немаме судство, немаме обвинителство, немаме полиција, немаме инспекцијски служби, немаме царина. Немаме ништо во државава.
Денеска на царина и каде што има царинско-полициска контрола, каде што имаш и други институции, фитопатолози и така натака, денеска на царина може да помините што сакате и како сакате. Значи како во 90-тите, како Бетер како 90-тите барем 90-тите се знаеше фрчко шверца и точка. Сите шверца. Не. 90-тите фрчко беше далеко од тоа, фрчко шверцаше после 94-та. Но 90-тите години создававме институции. Мислам дали ме разбира. Не, разбирам. Значи кога се создаваат институции, ајде и пропусти да ги разберам. Нормално немаш пракса, немаш познавање закони, носиш закони. Јас, например, пази, некој го сака да каже, ќе се вратиме, односно морам да ја чепнам корупцијата и тоа на големата корупција. Не, токму затоа. Знаете што е корупција? Корупцијата е метод за делување на организираниот криминал за регрутација на извршители од јавната власт, од извршната власт, од судската власт и од законодавната. Од законодавната дозволи за да оствари профит. Сега, што сакам да кажам со оваа дефиниција? Јас ова го имам дефинирано и во моите трудови. Значи, ова е правата дефиниција. Знаете што е корупција? Корупција е она што нас ни се донесе закон за заобиколување на законот за јавни набавки. Еве вие картата на Република Македонија, па бурум вие градете патишта. Како сакате, вие определувајте количини, вие определувајте цени, вие определувајте малтене Сталин систем. Земи ленјирот и тргни каде сакам да градам пат. Ме разбирате, тоа е корупција. Тоа е огромна корупција. Понатака, корупцијата е она што ни се случи со пасошите. Она 215 пасоши, издадени на мафија. Кажи. Сега мала дегресија, само да ви соопштам дека повторно утрински брифинг го водиме со гледаност на Facebook. Дека очигледно имаме по-атрактивна тема од нашата конкуренција. Трети ден и поатрактивен гостин и повторно. Да, нашиот гост навистина ми е крајно, го имам гледано гостин, но навистина ми е крајно изненадување како јасно и бритко и јасно. И плитко ги објаснува работите. Една друга работа ме интересира. Не, да завршиме корупција. Знаете што е корупција? Не, отвлегуваме тука. Корупција е носење на закон за заобиколување на закон за изградба на клинички центар. Каде е клиничкиот центар? Тоа требаше америчката амбасадорка да го каже, да не да каже дека е корупција 10 евра за да извадам извод од матична книга на родени. Не, тоа е последица од корупцијата. И ова што ни се случи вамо со полицаецов на граничен премин. Знаете зошто? Затоа што вие имате распад на систем каде што врвот на државата ви е најкорумпиран, врвот на државата, владата. Јасно. И се надоле. Го видовме сега како еден случај со Мухамед Зекири. Синоќ анализира. Дури и тој случај е мал. Затоа што јас кога сум истражувал, кога сум гледал какви договори подпишувал Венко Филипче, значи 940 милиони евра не знаеме каде се. Да прогласите вие, дозволете. Колку? 940 милиони евра меѓународен кредит. Вие да прогласите вонредна состојба во време кога немате основ. Вонредна состојба се прогласува само во време на непосредна воена опасност или војна. Ние бевме во кризна состојба, сите беа во кризна состојба за време на ковидот. Значи, а разликата е што може да се прави во директно. Точно така, во директните договори, затоа собрание ниту еден од тие договори не го верифицираше. Сите одлуки, сите уредби донесени од владата за време на вонредна состојба треба да ги верификува собрание. Затоа сега се возат мотори по Затоа јас овде си земам за право јавно да ја повикам америчката амбасадорка кога ни ги врти тушите и кога ни кажуваат што е корупција, навистина да ни кажи што е корупција и навистина да се заложи таа корупција во Македонија во која што и они вложувале, барем според незината изјава, вложувале огромни средства и напори. Тогаш дајте да ја решиме. Значи, само секунда. Венко Филипче има подпишано далеку пострашни договори од овој на Мухамед Зекири, каде што очигледно се стајани 200-300 евра во джеп, тоа него негирам. Еден стан си извадил мухи. Значи сега вака да бидеме објективни и искрени, да, за тоа треба да одговара. Барем, нека покажи истрагата, крив, не крив, презумпција на невиност. Да почитуваме, но ние можеме мислење да дадеме дека се случило нешто.
Но исто така мораме да дадеме мислење дека во РЕК Битола. Знаете ли какви криминали има во РЕК Битола? Ама директорот не знае кој фирми му работа. Значи ти си директор, подпишуваш договор со фирмите и он не знае кој фирма. Еве ако дозволите да прочитам, вели дека Васко Ковачевски. Васко Ковачевски. Овој Ковачевски го помниме, така да. Да, Ковачевски го помниме, го знаеме. Вели каде беше? Да. Потрошили над 42 милиони евра за енергетски проекти кои не се завршени и набавка на опрема која не е ставена во употреба. Так. Тоа се багери, требаше да се набави таму еден багер кој што ќе ископуваат некаде околу од 3 до 7 илјади кубни метра за... Да, тоа се огромни. Огромни се тие, тоа се машинерија. Вели дека не знае кои фирми му работа. Браво, директор, како може да... Браво, директор, ја би му честитал. Еве, за приватна фирма не ме интересира, меѓутоа станува ова е... Сега, ајде малку ја сега да само секунда, околу Васко Ковачевски. Васко Ковачевски на 23 април 2016 година, тоа е пред доаѓа пред колку години е 16-та? 4 и 2 пред 6 години. Пред 6 години. Да, кога одеше промената, нели, техничка влада, ја напиша следната песна. Кога сите легнувавме и сонувавме, тој беше буден и размислуваше. Кога ние одмаравме и празнувавме, тој деноноќно работеше. Кога ние бевме со најблиските, тој беше со сите нас. Кога се изгуби надежта за Македонија, тој тргна кон нова иднина. Кога сите велеа нема спас од Никола Груевски, тој му се спротистави. Кога малкумина веруваа дека режимот ќе падни, тој тргна да го руши. Кога никој немаше храброст, тој се исправи храбро. Кога многумина калкулира, тој тргна кон целта, слободата. Кога повеќето се повлекува, тој тргаше напред. Кога сите велеа ова е крај, тој велеше ова е нов почеток. Тој не е маж, тој е мажиште. Тој не е лидер, тој е лидериште. Тоа е тој Зоран Заев. Значи, видете кој ни е директор на електростопанство. Ме разбирате, значи, пази, Тито, вакви песни не се повлекува. Не му се дозволи. Дали ова нормално? Ова не е криминалист, ова е за психијатар. За психијатар, да. Сега, пазете вие, ние кога ги гледаме сите овие криминали, кога ги коментираме, муки е само последица. Она што го... Јасно. Само последица, подпишал. Тендер, каков тендер, па кој распишал тендер? Кажете ми која работа само да ве прашам затоа што јас сум бил порано во извршната власт. Па, мислам 800.000 во 4 очи. Ја како да ви мислам како да се помисли да се влезе во таква работа? Тоа едно, а второ, сигурно таа работа иде до самиот врв. Тоа не може да застане како... Ама не може да се изврши исплата ако нема подпис на одговорно лице. Ивица, јас 3 години поред пишувам за криминал во фармацевскиот сектор во јавните набавки. Што се случува? Они прават еден вид на го злоупотребуваат системот за јавни набавки, каде што истата фирма, пример, ти си Промедика, сега карикирам, го прават и Промедико, си прави уште една фирма, и двете фирми на Промедика идат си создаваат конкуренција, наместо цената да оди надоле, оди нагоре. И се случува. За да илустрираме што е корупција, тука ние господин Ѓурчевски. Еве, ќе опрашаме конкретно. Најистражителот, инспекторот кој што го истражува ова. Му треба 2-3 сата да заклучи дека ова се случило или помалку? Помалку. Со самото тоа што ќе отвори документацијата? Не, со самото тоа што до него има допрен глас. Да. Допрен глас, ова што ние денеска го разговараме. Значи овај глас треба да допри до сите институции, особено јавно обвинителство и полиција. Добро. За ними ова треба да е сигнал дека постојат основани сомненија дека некаде имаме огромен криминал. И нема што обвинителот да чекат за да издадат наредба за да се влезит и да се почне финансиска контрола во електростопанство. Па на Васко Ковачевски да му ги кажеме фирмите кои што работат со електростопанство, нели да ги дознае човекот. Ме разбирате? Јавни набавки точка. Јавни набавки. Таму и он си подпишал.
Тоа е едниот. Не, видите, Стојан Ковачевски се бави со поезија, тоа е озбилна работа. И не може сега уште една друга. Не, само да кажам, инспекторот значи ќе го заклучи тоа, ќе даде на началникот каде е погоре или во ФИО. Ама некој ќе му каже да го стави ФИО. Таа некој ќе му каже, министерот ќе му каже, и кога ќе му каже министерот, тоа стои во ФИО-ка и тука е најголемиот проблем на корупцијата. Затоа јас зборам најголемите во Министерството за внатрешни работи. И во обвинителство. И во обвинителство. Зошто го спомнав за обвинителството? Го спомнав во врска со она што сега е исто така актуелен случај во делот на и антикорупцијска се зафати, нели она што се случи со одењево на министерот за правда, на јавниот обвинител на фудбалските надпревари со репрезентацијата. Еве јас како поранешен член на управен одбор на Фудбалска федерација, значи време на Зинго? Не, во време на Хари. Во време на Хари, значи до 2013 јас бев член на управен одбор на Фудбалска федерација во време на Харалампи Хаджиристевски, кога буџетот на Фудбалската федерација беше од 1.500 од 1 милион и пол до 4 милиони евра. Сега буџетот на Фудбалска федерација, благодарение на одлуки донесени за време на Хари Хаджиристевски во Атина на конгресот, кога парите од телевизиските права наместо ФИФА да ги распоредува, директно одат по проценти и директно одат на фудбалските федерации, на националните федерации. Фудбалската федерација на Македонија има буџет од 12 до 15 милиони евра. Wow. Значи, за ваша информација. Јас сакал да бидам председател. Добро. Само за да завршам. Управниот одбор на Фудбалската федерација секогаш практикувал да поканит гости. Јасно. Спонзори, директори на големи фирми. Што е нормална работа и тоа е. И го гледаме во цел свет. И тоа е трошак на Фудбалската федерација. Па и не е некој голем трошак. И не е некој голем трошак. Но што е спорно во одењево на министерот, на судијата и на јавниот обвинител. Против сметководителката во Фудбалска федерација, на мое 10-годишно зборење, затоа да му кажам на Лјупчо Именјаков, кој му се спротивстави на Груевски. Јас во 2012 јас бев најгласно говорникот Илчо Георгиевски да не дојде председател на Фудбалската федерација. Знаете зошто? Заради целиот овај криминал и на крај ја остави така како што ја остави и донесе председател како што донесе, со минута школа и минута околу школа. Значи тоа е образованието на тој председател кој што денеска не е во Фудбалската федерација. Дали ја сваќате поентата? Сега, проблемот е што никаде во светот не оди јавен обвинител од одделот за организиран криминал и министер за правда да се заедно на фудбалски надпревар во време кога против Фудбалската федерација, односно против сметководителката и двајцата председатели Илчо Георгиевски и Мухамед Сејдини беше поднесена кривична пријава за 2 милиони и 400 евра украдени пари. Поделени на 13 огромен. Пучка е, не знам што бараше. Не, пазете, тоа е тоа што викаме додворување на криминалот, на осомничените криминалци од Фудбалската федерација, додворување на власта. Се уште истата сметководителка е во... Не, таа ја тргна на страна, но се уште се овие председател. Институцијата, да. И сега, вие пазете, тамо треба антикорупцијска, нека си води постапка за она што викаме дали смееле да примат толку голем поклон. Јасно. Тоа се согласно законот за спречување на корупција. Тоа е најмал проблем. Најголемиот проблем е овде што кривичната пријава до ден денеска од 2017 година се уште нема обвинителен акт, се уште стои во ФИО-ка во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. А веројатно се изредиле сите суди обвинители по фудбалски утакмици. Јас се сомневам. Абе ти како може види Лазар на како може да биде и на едното и на другото место? Само да го завршам. Еме судија, еме во ФФМ. Законот за судови во членот 54 е кристално јасен и вика дека судија, значи од основен суд до Врховен суд и Уставен суд не можат истовремено да бидат и не смеат да припаѓаат на извршни и раководни органи на Сдруженија на граѓани, на акционерски друштва. Замислете
Па како Лазар Нанев е цело време? Прашајте тоа. Ова кршење на судија крши закон. И до него е министар за правда. И до него е Лазар Нанев е кавадарчен, исто средно мој средно и он е електротехничар. А и ние се замараме со дали даде пари за хотел или не. Тој најмал проблем. Па најмал проблем е, господа, јас зашто кажувам, зашто ви реков од. И тоа не е, ама не е така од денес. Лазар Нанев во фудбалот е заедно бевне членови 15 години. Ама нека биде во фудбалот, ама нека не може гледаш. Ама неврзливо е. Ама пазете. Ајде вака да предпоставиме. Ама нека направи аматерски клуб. Нека игра. Замислете, ама не, он е судија, председател беше на судија, не знам што. Било кој судија од основен суд, член на управен одбор или член на комерцијална банка. Не, на акционерско собрание на Алкалуит. Да, јасно. Ме разбирате? Не, па тоа е вон секоја здрава памет, нема шанси. Значи, нема шанси. Затоа ние викаме, да, судите треба да се независни, треба да се... И затоа и добри плати има. Ти не знаеш што за Лазар Нанев? Абе, овие невладини организации имаше проекти, имаше од држава, од Лидија Димова. Ние се замараме дали министерот и винителката уплатиле, не уплатиле, колку уплатиле. Овде имаме законска норма. Ја на крајот од Подсески, затоа ви реков, корупцијата каде? Затоа на крајот ја и гостинот ќе возобновиме СКМ. Ова више не може. Ама не може. Вади СКМ заборавија. Чекај само. Ај само да се изјасниме. Која господинот Ѓурчевски е активен во Сојузот на социјалистичката младина во Македонија. Таа генерација ги изроди. Може да ги редиме вака полека. Младборец, Никола Младенов. Потоа ги изроди. Федерацијава ја извадивме. Од таму е една твоја блиска соработничка, Ангелка Пеева, како најмлада од таа група. Понатаму од тој период дојде еден премиер и председател, Бранко Совенковски. Уште еден председател. Мајо Бојаджиев тука од Америка беше. Така што пазете, за твое знаење, млад господине, за да научиш и да не пјукаш по тие генерации. 86-та година. Вие не доведовте овде кај што сме се. Кого да пјукам, немам дръг. Немој да пјукаш. Таа генерација од 85-та до 89-та до последниот младински конгрес кој што се одржа, каде што Перо Камиказа и господинот Саи Саитис, денеска председател на Црвениот крст, има личен конфликт околу тоа кој што сакал да се занимаваат, кој сакал да се занимаваат со политика и кој сакал да се занимаваат со општествена активност, на граѓански модел на општество. Нели има, но таа генерација ја изроди првата партија надвор од Сојузот на комунистите. Тоа е млада прогресивна демократска странка, господине. Да. Таму беше Гордана Силјановска, се да знаеш. Ти си многу млад. Не се сеќа. Јас само историски гледам дека од кога овие почнале тамо кога завршило, кога влегли у СКМ, па само пропаст ја. Дозволи, таа генерација. Само уште олку. Ја викам, окей, генерација све. Ама ништо нема да ќе го кажа. Само надоле иде. Таа генерација денеска е од 58 до 64 годишна возраст. Значи тука се сите родени измеѓу 57 до 62. Значи во години кои се уште креативни и со најгор. Но таа генерација изфрли огромен број на младенци кои што се денеска едни од најчесните и во делот на политиката и во делот на бизнис. И тоа е точно. Можам да ти ги наредам 100. И тоа не, но само да се вратиме на темата, значи не, да префачу да Јуди, гледаш дека понекогаш гостите имаат образовна функција, ти си помлад. Ја не се сеќавам на тие. Не, но да се вратиме. Денеска имаме прекрасна емисија. Мене едини додир со тоа време кога ги гледам интервјуата на Бранко Маму. Не. Господине Злате, вие сте има стои кусур таму. Господине Злате, вие сте јако интелигентно момче, перспективно, и јас ќе ве упатам да си појдете во архив и таму ги имате сите овие документи за кои што јас денеска овде зборувам во делот на комунизмот. Да се вратиме. Лјупче сака да провоцира, така Но добро, не, јас го прифаќам како тако. Сакам да се вратиме затоа што имаме прекрасна емисија, отворивме теми кои што навистина се значени и мислам дека понекогаш треба вака, значи имавме една тема која што зборуваше за тоа како корупцијата доведува до
доведува до една ваква сива зона, убиство се случува. Ма покосници на улица, луѓе имаме, каде што немам ни тоцку расветлено. Па пазете на Ајети, на овај од Сингелич. Цело семејство му го ликвидираа по улици со бркање со коли, со покотници, со ова сона. Ма нема точно откриено. На Джемо, оне фамозниот Джемо, тој беше Ајети. Да, Ајети во Сингелич со менувачницата. Пошто денеска дознавме дека пазарот на наркотици некоја минимална вредност има 400 милиони евра во Македонија. Не поише, неколку. Не, во Македонија збориме. Љупче, тоа е поголемо. Тоа е поголемо од парите што ги дава држава за одбрана. Белкалит нема 400 милиони. Телеком нема. Ма друго кажам. Не, Телеком за одбрана не даваме добивка толку, на Телеком. Ја сакате да зборуваме за тоа. Добра, колку е друга емисија. Чистата добивка во 2017 година, односно во 2019 беше 230 милиони. Ема пак е помалку, пошто маржите од дрога се не се 10%, Господине Златев, ова морам да ти кажам. Ти и јас плаќаме поскап телефонски импулс на мобиле него во Германија. Тоа да го знаеш. И тоа е корупција, и тоа е возможно од власт. И тоа, пази, монопол, класичен монопол. Не, затоа што зборуваме за фирма черка на главната фирма. Тој е Телеком, нели? Јасно. Тие се сите. Сите. Иста групација. И не може јас да плаќам или Хрвато да плаќат поскап телефонски импулс од германецот. Или ќе бидиме сите еднакви како нивни комитенти, или нека не блефираат. И ние знаеме нешто, и ние сме прочитале два реда. Јас не, ма гледаме колку корупцијата еве. Меѓутоа, она што е фрапантно е системот го уби. Она што сакаме ти го објасним Љупче од почетокот. Не, сакаме, не разговараме. Политиката е таа која што го дава сигналот. Значи, да, ама не, тоа нема потреба да ми го објасни. Имаме човекот тука. Еден од најдобрите експерти за криминалистичко разузнавање. Мојот труд да го читаш. Ова се јавно достапни информации. Ама се е јавно достапни. И сега колку е урушен системот. Ама не постои систем, тоа е проблем. Мојот магистерски труд на тема криминолошките и кривично-правните аспекти на економскиот криминал и по неговата поврзаност со организираниот криминал, јас кога го работев, ние како држава се уште го немавме ратификувано Палермо конвенцијата каде што го дефиниравме организираниот криминал. Дали ме разбира? Што сакам со ова да кажам? Значи, ние факт е дека треба да измениме еден куп закони и да ја поостриме санкционата политика за ова што ни се случи за сообраќајот. Кој е чарето? Како целиот тој систем да го изградиш? Океј, сега видовме децата на комунизмот не утепа, сега ни треба чаре. Сега. Ајде од децата на комунизмот да го видиме и чарето. Па да одиме понапад. Пази, ние и 90-тите години, како тогаш луѓе со 25-6 години пуни со енергија, интелектуалци и така натака со факултети. Кој е чарето? Што да направиме? Значи, ние овде мора да равчистиме со се што е поданичко, зборам, сервилно во политиката и премногу корумпирано и лесно за уцени, со кој што странците како? Без многу лесно. Ние треба прво да равчистиме што со системот на избори. Значи, прво системот на избори да го равнадиме. За да не може лица без никаква кариера и без никакво знаење и без никакв морален и етички кредибилитет да ми се појавуваат како носители носители на јавни функции и први функции. Тоа е првата работа. Втората работа. Ние треба да го примениме словенечкиот метод. 3 дена затварање на собранието како највисок орган во државава и носење на сите закони усогласени согласно европското. Ама дали ќе бидат законски? Еве Талат Џафери уште немаме видено тоа стенограм како е избран. Ама видете, ние не можеме да очекуваме од некој кој што е под сомнителни околности избран, значи под сомнителни околности без легитимитет. Точно. Без легитимитет, ние да очекуваме легитимитет. Нема шанси. Мислам да не се лажиме, господине Златев. Ние прво треба тие сите тие. А па сиев има некои други методи, вика да ги стреламе. Не, далеко. Ние сите тие треба да ги силниме од власт, со протести со васона, да избериме влада на национален спас, која што ќе има една единствена обрска, да спроведи законити избори во кои што нема да ни паѓа системот на броење на гласови. 2020. Да, системот на броење на гласови, за да избериме функционален, затоа што сега ние
5 години имаме нефункционален парламент, луѓе, немаме кворум за седница, не можеме. Груевски Мијалков на црна листа што ги ставија? Не, видете, тоа што ги ставија Груевски Мијалков на црна листа е само продолжение од насилието кој што ни се случи во врска со Преспанскиот договор и она што Груевски прозборе дека имаше огромен притисок во 2008 година. Во 2008 Видете. Не, ама они двајца беа најголеми сојузници. Не, па затоа ќе ти кажам. Значи затоа ќе ти кажам. Немојте да мислите дека некој чепкат во европските фондови овде и обучуваат магарина без да плати рекет. Вие мислите без да плати некаде? Мислите без да плати некаде тој заборавивме еден од нашите милени ликови беше кој? Па Лидија Димова не ви. Дајме да ја викнеме во емисија. Мораме да ја викнеме. Со фризерница, со магариња. Дали ја сваќате поентата? Дали Мијалков и Груевски се што правеле во делот на криминогеното, немојте да мислите дека го правеле без нечија согласност на онај горе. Како викаме, од каде доваѓаат каменото дозгора? Никако од оздолу. Сега новиот лидер на ВМРО. Види, новиот лидер некако расчисти со корумпираниве луѓе таму. Точно тоа, дел очисти, дел се уште не, но не ми се допадна изјавата која што требаше да ја премолчи, а тоа е дека доколку излези, доколку го победи народот на протести, ќе се налютеле амбасадорите. Не, тоа не требаше да го каже. Како лидер на најголема партија, него тој не вака генерално политика програма. Генерално добро пливат, но мислам дека сега овој момент тој треба да го искористи, кога викаме имаме штрајкови во образование, најава за други и така натака, треба да го искористи за завршен удар на оваа корумпирана власт. Собрание, влада, ОМОН. Да видите албанците многу повише, албанските интелектуалци многу повише дигаат џурутија против Али Ахмети. Да, не знам колку ги во последниве 3-4 месеци јас сум фрапиран. Колку повише го плюка, толку повише гласови освојува човек. Ама знаете што, јавноста крева глас. Интелектуалците креваат глас, точно. Извини, овде да ме. Не, нема проблем. Немојте да верувате на броење на гласови. Законот за избори е кристално јасен и вика странка која што има интерес, тоа е учесник во избори, има право на јавен увид во гласовите, она што го бараше Левица. Нели бараше увид во гласовите дека беа покрадени, нели за неколку пратеници. И не им се дозволи тој увид. Јас се сеќавам на сликата Снежана Лупеска во 1:15 часот кога објави дека ДУИ добиле 15. Значи цело време имаме информација од штабот на ДУИ. Викаат, имаме 12, се бориме за 13 пратени. Излегува во 1:15 за прв пат Снежана Лупеска ги објави првичните резултати, каде што кажа СДС 46, ВМРО 44, ДУИ 15. Луѓе фацата и се смени. Јас сум многу близок со Снежана Лупеска, се чудеше од каде сега испадна 15. Немојте да верувате на броење на гласови. Јас ќе верувам на броење на гласови. Знаете кога зошто викам влада на национален спас или Испаѓува не е битно кој како гласа, не како број. Кој како број. Сталин метод. Сега дозволи. Јас зошто реков? Влада за национален спас. Броење гласови, ама на барање на заинтересирани странки јавно на плоштата. Јас сум за јавно гласање. Мислам дека едино така може да се реши. Добро, само да финишираме. Зашто дека треба да затвараме. Да финишираме, да си одиме. Вие сте сепак од внатре и ги знаете, работите во Министерство за внатрешни работи. Мене ме боли за тоа министерство многу. Затоа сакам да кажам, затоа што цртаме една црна слика. Не цртаме една реална слика, за жал црна е. Меѓутоа, предпоставам дека едно ново политичко раководство на институцијата кое што ќе дојде со мандат и со волја да го разреши криминалот, сепак внатре дека има сили во министерство, професионалци кои што ќе помогнат да се врати и угледот и дигнитетот на професијата полицаец на Министерство за внатрешни работи како институција, но и конечно Македонија повторно да биде земја каде што граѓанинот ќе се чувствува сигурно во било кое време на денот, сигурно дека има некој кој што може да го заштити, сигурен дека полицијата си работи својата работа и дека овие немили сцени нема да бидат, а ова посебно еден ден ќе го разглобиме на надолго и на широко, ова со наркоманијата, епидемијата на наркозависници е еден сериозен проблем.
многу посериозен од тоа ти што го почна се бајле околу демографијата. Демографијата е врзана со модернизацијата. Овие 400 милиона, ова е врзано со... Но и бројката 18 работно неспособни. Најголем дел од нив имаат прилично голем придонес во бруто домашниот производ како директори на водечките компании во Република Македонија, како пратеници, министри и политичари. Да не заборавиме, ја гарантирам дека не постои ни еден од овие топ 10 директори кој не е наркоман. Не, дозволете. Не. Да. Абе сега види. Тоа се основано се сомневаме. Не се сомневам. Не се сомневаме. Ти ги гледаш со кои се дружат Шопрат. Најголем дел од бизнисмениве, овие екстремно богативе, олигархиски тип обично што земале тендери. И они оргијашките што доаѓаат што се собираат. Најголем дел од тие. Јас потполно се согласувам со вас, господине Боцевски. Што никој не е најку Македонија да седне од нула да направи. Во кој правец треба да се движи државава и како треба да ја реформираме, односно како да дојдеме до систем кој што ќе биде функционален. До пристојност. Но при тоа треба да знаеме, единствено сега во моментов на Република Македонија подитно и е потребна влада за национален спас. Господине Ѓурчевски, ви благодарам за вашето гостување што ни помогнеште уште еднаш да го победиме Сашо Орданов. Значи што ни помогна. А да го викнеме и Сашо еден ден. Ордановски и тука да го победиме. Во гледаност. Ајде да го викнеме, колега. Еве јавна покана до господинот Сашо Ордановски. Кога не можеш некој да победиш господин Ордановски, придружиме се така што ве очекуваме овде. Благодарам на поканата и уште еднаш на крај да изразиме сочувство до семејството на починатиот ракометар. А ние само ќе спомнеме дека денеска бевме премногу дифузни за жал во емисијава. Јас се надевам дека кога ќе имаме повод, ќе може да се фокусираме точно на некои точки кои што се најзначајни, иако и денеска. Точката каде што се фокусиравме беше корупцијата. Лјупче, се согласуваш ли? Чекај, еве, не читам овакво. Еве, Перо Ангелов вика Боцевски и Лјупче Dream Team и после истиот Перо вика Златев не се глупирај, биди посериозен за Добро. Еве, секојаш ги следиме. Реков дека денешен фокус сепак имаше фокус. Корупцијата е фокус на денешната емисија. Денешен фокус е ист како и фокусот во сите наши емисија, тоа е каде сме отишле ние и како некако да се вратиме. Ќе се вратиме, има ова држава ќе има многу интелектуални. 14.4.2022 година, точно е 9 часот и 10 минути. Јас сум Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Техничката реализација утро е на Горан Лазаровски и Димитар Митровски. Останете со нас, следува добар рок-н-рол, а ние во меѓувреме стварно да го испиеме еспресото, затоа што е еспресо со Златев и Боцевски.